колешино Струмичко. Основното образование го завршува во родното село. Во Штип ја завршува учителската школа. А во 1959 година тој дипломира на Филозофскиот факултет во Скопје, во групата на југословенски книжевности. Од 1950 до 1960 година 10 години тој работел како учител, наставник, професор и училишен инспектор во Штип и Струмичките села. Десетина години бил уредник за списанијата за деца другарче на свет во детска радост. Од 1970 година па се до крајот на својот работен век, тој е работел како уредник и директор во наша книга Скопје. Почина на 14 април 1997 година во Скопје. А знаете ли што? Сеќавањето е оживеено минато. Пишува романи, проза, поезија, раскази, радиодрами. А знаете ли дека неговите дела биле преведувани на многу јазици? Бидеме на оние што имате веќе читано од овој чудесен писател, да ви ги вратиме сеќавањата. А оние што не сте, да ви разбудиме љубопитноста. Ова е книгата Златко. Ако се прашувате кој е Златко, ќе ви раскажеме. Тоа е една палова маче. Книга за животот за едно маче. Да, Златко е тоа маче. Ако ја прочитате оваа книга, ќе се запознаете со нега, од кога се родил додека станал татко на своите потомци. Ќе видите многу негови палавштини, авантури и како го преживал пожарот. Златко ве чека! Ова е романот Криворук, кој едноставно мора да го прочитате. Знаете, на оваа планета не живееме само ние луѓе. Живеат и животните во нивниот дом, во шумата. Ќе ви откриеме нешто од оваа книга. Криворук е диво јаре, а неговата мајка е Сивка, а татко му е Султан, кој е главен на целото стадо. Секоја мајка се грижи за своето чедо, па така и мајката на Криворук. Го учи и го воспитува за сите ситуации во животот. Прочитајте за средбата со човекот и звукот на пушката. За тоа како целото стадо го однела снежна лавина. А тој продолжил да живее без љубовта и грижата на мајката. Со што ќе се соочи и колку силен и храбар ќе биде. Дали ќе победува во битките? Како ќе го победи и ловецот? И колку години ќе живее? Ако сакате да знаете, прочитате оваа емотивна книга. Јас ќе ви зборувам за најдобрата и најчитаната книга на Подгорица. И ви кажам само дека овде ќе го запознаете Тавно. Честно дете што не е ромче, а живее со нивната черва. Неговиот татко е баба Муло, А најдобри другари му се Насиха и Рако. сакате да знаете што се случува и каков е крајот, прочитајте оваа книга. Сакате може да ја гледате, бидејќи е снимена ТВ серија. Знаете ли што? Баба Муло не му е вистинскиот татко. Зашто? Прочитајте за да знаете. За жал, некогаш децата немале мирно и безгрижно детство. Имало војна и се било поинаку. За војната и како да живеело едно дете, кое може да биде и наша врсунка. Прочитајте во книгата Пепел и цвет.
Ова е збирката Раскази дрво на спомените. Раскази кој од кој поемотивен и возбудлив. Расказот што го носи името на книгата е едно дрво што е обично, а толку посебно. Дрво кое е било сведок на безброј случаи, На детски игри, на спомени, на приказни, на прва љубов. Жал, ова силно дрво било погодено од гром. било срушено за еден миг. За многу други возбудливи раскази, читате ова книга Дрво на спомените. Јас само ќе ви кажам дека во оваа книга има еден расказ Изворот на баба. И ако го читате, може би ќе пустите и солза. А зошто? Прочитајте! Ова е збирката Раскази Царската птица. Ретко излегува преку ден, Придувите се со бојата на грозитото, а замислете, клонот е златен. таа порано живеела слободно, Умеела да пее и зборува, а сега се крие од луѓето. што и се случило? Прочитајте. Подгорец ја доживува природата и изборува со некако да го знае нејзиниот јазик. А дрвјата ни ги опишува како живи суштества со срце и душа. Јаворот ни раскажува за случаи кои се случиле во неговиот долг живот. Животот е среќа, радост, Но и немир и тага. Кај животните, човекот, но и растенијата. Јаворот го опишува својот живот од детството па се до старост. Тој веќе не е жив, но живее неговото име. Живеат неговите дела. Живеат ликовите. Секогаш кога ќе прочитате една од неговите книги.